Вести во 9 ви благодарам што сте со нас. Деноноќно се следи состојбата на повредените во страшниот пожар кој минатиот викенд се случи во Кочанскиот клуб Пулс. Сега веќе поголемиот дел од потешките пациенти Министерството за здравство успеа да ги префрли во повеќе земји од соседството, но и низ Европа. Мирјана Давидовска од рано утрово ја следи состојбата на повредените пациенти. Ја имаме во овие вести во живо. Мими, кои се последните информации? Да, Александар, се уваме од пред хируршката болница Свети Наум Охридски, овде во центарот на градот, каде што разговаравме со директорот на болницата за оние 11 пациенти кои што се третираат во оваа болница, од кои што тројца се малолетници. За среќа, како што вели директорот во разговорот кој што го направивме со него, тие се во стабилна состојба, но и понатаму на интензивно лекување. Во продолжение го слушаме разговорот. Моментално сите 11 пациенти се стабилни. Мислам, истото како и во текот на вчерашниот ден, така и во текот на ноќта помината е мирно, без никакви инциденти, се моментално се во стабилна состојба. Од овие пациенти не се во толку ризична состојба за да треба да бидат препраќани во странство или постојано се минува таа состојба? Кои се информациите, дали некој од нив може би ќе бидат испратени? Значи, динамична е работата, особено кај ваков тип на повреди, така да работите може да се менуваат од час во час. Нормално, они се под константен мониторинг и се ревалуираат на секој саат, буквално. Така да за сега нема потреба од транспорт, но доколку се укаже, спремни сме и ние, и Министерството, и владата да се организира транспорт во некој од земјите. Така, на кој одделение се сместени, од кој аспект се третираат? Значи, пациентите се сместени во единицата за интензивно лекување, во шок-собен одделот за пластична хирургија, во зависност од состојбата. И како што ви кажав, тоа е динамично. Генерално секој ден се обработуваат хируршки самите рани, односно самите опекотини, така да тоа е, ако денеска се на едно место, утре може да бидат на друго, но битно е дека цело време се мониторира нивната состојба. Колку е тишко сето ова да го спроведувате? Дали добивте некоја поддршка и помош од оние странски доктори кои што пристигнуваа во земјата од Да, видете, комплексен е третманот кај изгорениците, особено што овдека не се работи само за изгорениците, го се работи буквално и за интоксикација, односно вдишување на отровни чадови, вдишување на пламен, така да генерално имаме доволно, екипирани сме доволно за да може да ги третираме самите пациенти и нормално дека имаме помош, има екипа од Израел дојдена која што е тука, која што помага во третманот и со совети нормално. Така, станува збрза хируршка клиника, вие сте веќе специализирана клиника повеќе години, колку успевате како лекари, како доктори да пружите сето на помош која што имате и во однос на дневниот капацитет кој што го имате на пациенти станати, но и на овие кои што сега се во моментов и најзагрижени. Генерално успеваме да ги исполниме потребите како на пациентите кои што се хоспитализирани заради инцидентот во Кочани, но исто така успеваме да пружиме помош и на останатиот дел од граѓаните кои што гравитираат кон оваа болница. Така да во однос на екипираноста сме екипирани и можеме да одговориме на потребите. Така, дали ротирате со лекарите и од клиничкиот центар? Не, генерално работиме со сопствениот кадар. Нормално на располагање ни се и колегите и од клиничкиот центар и од 8 септември, но за сега се нема окажана потреба за тоа. Состојбата со оние пациенти кои што се наоѓаат во болниците во соседството и пошироко низ Европа? Генерално стабилна е состојбата со сите оние пациенти кои што се префрлени во странските здравствени центри. Според последните информации, 4 пациенти во текот на ноќта доцна беа префрлени со воен авион од Атина кој што пристигна овде во Скопје и ги пренесе во грчката престолнина на понатамошно лекување. Вкупно во Атина се третираат 7 пациенти. Во болниците во Солун се
се хоспитализирани 5 пациенти од тешко повредените. И во Србија има голем број на пациенти кои што се лекуваат, вкупно 30, како што информираат здравствените власти. Ние ги имаме последните информации, вкупно 92 пациенти се префрлени досега во странските здравствени центри. За нивната моментална состојба и што се презема, слушаме во продолжение од изјавата. Накратко ќе ви кажам дека во моментот во странство имаме околу 92 пациенти и од овие 92 пациенти утрово ќе прават колегите визита и ќе имаме дополнителни информации во каква состојба се. Вчера имавме известување дека од Анкара 4 пациенти се екстубирани, односно извадени од респиратор. Имавме потврда во Словенија дека се 20 пациенти извадени од респиратор. Имаме потврда од Грчка дека пациентите кои што се во Солун и во Атина се тешки, но се стабилни. Еден пациент во Солун е во полесна состојба. Од она што е направен транспорт вчера, можам да ви кажам дека се пренесени 2 пациенти во Полска, 4 пациенти во Италија, имаме пренесено 4 во Белгија и во Литванија вкупната бројка остана 4, во Австрија вкупната бројка е 6. Значи имаме центар кој што следи дополнителни информации што ни јавуваат каква е состојбата на пациентите на лице место, така да состојбата се следи, разменуваме информации со колегите, амбасадите дека пињата имаат одредено контакт лице кој што контактира со контакт лицето со болниците, потоа Министерство за здравство има одредено контакт лице кој што контактираат со одговорните во болницата, така да редовно следиме состојбата. Она што е добро во моментот е дека немаме податок дека некој влошил, односно дека некој починал. Имаме медицинска помош која што е тука со нас на терен, односно тука се колегите кои што работат од Израел, имаше колеги од Чешка кои што работат со нас. Српските колеги ги вративме во Белград, во Србија, за да помагаат таму, бидејќи бројката на пациенти која што е во Србија е вака вкупно 30, така да не се задржаа овдека и за денеска има одредени најави за транспорт кои што би ги прецизирал кога ќе се реализираат, заради тоа што секогаш транспортот зависи од повеќе фактори, од авион, од временски услови, од организација и така натаму. Да, Александар, слушнавме дека генерално се пополнети оние капацитети во најблиските соседни земји, па токму затоа и оние потешки пациенти се пренесуваат во малку подалечните земји. Навистина на највисоко ниво и организираноста од страна на земјите кои што и помагаат на Македонија во овие навистина најтешки моменти со кои што се соочува. Постојано ни пристигнуваат информации, па така и во текот на вчерашниот ден во Белгија се испратени на лекување уште 4 пациенти, како што информираат од нашата амбасада таму. Овие пациенти се сместени во 4 различни болници, во 4 различни градови во Белгија. Тие биле префрлени со специјален воен авион на вооружените сили на Романија. Буквално сите земји помагаат и во транспортот, и во организацијата, но и во сместувањето во здравствените центри, како што се вели во соопштението од амбасадата на Македонија во Белгија. Антонија, Маја, Петар и Драголју пристигнаа во Белгија. Благодарност до белгиската влада, особено до нивното МНР за сета досегашна помош, како и Романија и на Европската унија кој го организира овој специјален лет од Скопје до Брисел. Нов ден, нова надеж за нашите млади сограѓани. Посакувам брзо закрепнување и здравје. Се наведува во соопштението на македонскиот амбасадар во Белгија Методија Балевски. Како што слушнавме од изјавата на докторот, кој што е координатор за сите овие пациенти и за транспортот на пациенти во странските земји, вкупно 92 се веќе до овој момент префрлени во некој од странските здравствени центри. Од оние кои што и понатаму остануваат да се лекуваат во нашите клиники, 17 пациенти се на лекување во градската општа болница 8 септември, 13 се на Карел, 11, како што слушнавме, се овде во хируршката клиника Свети Наум Охридски,
по 10 пациенти на клиниката за пластична хирургија и на клиниката за токсикологија, по четворица на торакални на детската хирургија и по 20 пациенти се на лекување на травматологија, пулмологија и во општата болница во Штип. Ова се последните информации од соопштението кое што беше испратено од Министерството за здравство доцна вчера вечер, но секако дека состојбата постојано се менува, помош се нуди од сите клинички центри. Многу повеќе би слушнале откако ќе се одржи онај состанок кој што го најави од кризниот штаб, а дури потоа ќе излезе Министерот за здравство заедно со лекарите да ги соопшти последните најнови информации. Како што спомнав и во претходните неколку вклучувања, малку потешко добиваме информации од страна на здравствените власти и на лекарите од клиничкиот центар. За лекувањето и третманот на пациентите кои што се пренесени во Хрватска, слушаме во продолжение од изјавата од лекарите од таму. Osoba koja je lakše ozlijeđena ona je u potpunom kontaktu, dobro komunicira, tako da ona je svjesna svega, javit će se i roditeljima. Nažalost, ova zbiljno ozlijeđena osoba je intubirana, mehanički ventilirana i namjerno analgosedirana kako bi to sve bilo lakše za podnijet, tako da ta osoba nije trenutno u kontaktu. Transplantacija tkiva je znači opcija što se tiče liječenja opekline. Za sad još nismo u toj fazi da bi mogli zapravo procijeniti da li će to biti potrebno ili ne. To ćemo kroz par dana ići u procjenu dubine opekline i na temelju toga onda donositi nekakve zaključke. Да, ова е се за состојбата на пациентите кои што се лекуваат во државата, но и во странските здравствени центри, но секако дека е многу важно и повторно да напоменеме за оној апел кој што го испратија здравствените власти, а тоа е најпрво дека сите оние кои што се нашле во моментот на таа кобна ноќ околу самиот објект кој што изгоре, но и потоа кои што учествувале и во извлекувањето и во спасувањето и во пренесувањето и доколку почувствуваат било какви потешкоти дека треба веднаш да се јават на лекар. Но исто така и оние апели кои што постојано ги добиваме од здравствените власти, а тоа е дека на сите граѓани и на сите блиски, на семејствата на повредените на кои што им е потребна психолошка помош и поддршка да се обратат, дека контактите се објавени јавно и сите лекари, сите стручни лица се достапни за овие луѓе на кои што ќе им биде потребна една ваква помош, но исто така и информацијата од Министерството за образование и наука дека во текот на вчерашниот ден изработиле протоколи заедно со психолозите и во соработка со УНИЦЕФ за тоа како да се постапува во самите училишта, дека наставата не треба да биде прекината, но не треба да се оптеретуваат учениците со некои посебни тестирања, треба целата настава да биде во насока на поголема психолошка помош и поддршка за самите ученици кои што не се толку свесни за да се справат самите со целата оваа кризна состојба која што настана во државата и исто така дека постојано треба да се издвојува време за разговор со учениците од страна на наставниците, но и на психолозите, на стручните екипи во училиштата. Исто така и апелот до родителите на сите ученици, на сите млади луѓе дека треба да издвојат повеќе време за разговор и доколку некој почувствува поголема потреба за разговор со стручни лица, тоа да им биде овозможено и да не се оставаат децата, учениците, младите да бидат на голем притисок и надворешни влијани и од сите оние напливни информации кои што се наоѓаат на социјалните мрежи се со цел да се зачува нивното психолошко здравје. Александар, тоа се последните информации, како што споменав, најава има за состанок на кризниот штаб сега во 9 часот, тој веќе претпоставам дека се одржува, а веќе за околу половина час, барем според оние првични информации, во 10 часот ќе треба да се обрати Министерот за здравство заедно со лекарите од клиничкиот центар за да ги слушнеме последните информации за состојбата на пациентите. Да, ќе ги собереме сите тие информации, ќе ги имаме во пладневното издание на вестите. Мими ти благодарам. Ние се селиме во Кочани, таму е колегата Даниел Василев. Од она што можам да го забележам се наоѓаш пред основниот суд во истата зграда и обвинителството во Кочани. Кои се последните информации кои што доаѓаат од таму?
Александар, последните информации се дека вкупно 17 луѓе, 17 лица во овој момент се притворени со оглед на тоа што рано изутрина од Кочанскиот суд потврдија дека е прифатен краткорочниот 48 часовен притвор и за последното 17 лица за кое основното јавно обвинителство во текот на вчерашниот ден ја бараше оваа мерка. Меѓу претворените е и поранешниот министер за економија Крешник Бектеши, како и други службеници во ова министерство. Тука е секако и поранешниот директор на државниот пазарен инспекторат, неформалниот собственик на импровизираната дискотека, како и лица кои што во текот на кобната ноќ биле присутни таму, односно четворица обезбедувачи, како и препродавачот на билети. Морам да појаснам дека ова мерка краткорочен 48 часовен притвор е мерка која што јавното обвинителство ја има во вакви тешки и комплицирани предмети. Практично со тоа треба да добијат и време за да можат да ги обезбедат потребните докази. За добар дел од нив во текот на денешниот ден, односно некаде вечерва, ќе истече овој 48 часовен притвор. Јавното обвинителство потоа ќе има опција уште еднаш да побара ваков краткорочен притвор, пошто ќе мора да бара и ефективен притвор. Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски вчера беше гостин во Тема на денот, каде што кажа дека истрагата ќе биде брза и ефикасна, меѓутоа нема да биде избрзана. Во продолжение дел од неговата изјава. Биде брза и ефикасна, меѓутоа не значи дека ќе биде избрзана. Мора да се соберат сите докази по легален пат, мора доказите да се имаат доказно својство, односно да бидат на законит начин прибавени, што значи дека обвинителскиот тим постапува многу предпазливо и многу внимателно. Се работи за навистина многу сложен, тежок, комплициран предмет, каде што има многу жртви. Причината за несреќата се знае дека се работи за загуба на човечки животи од настано што се случил од концертот, така да ќе се утврдуваат сите факти и околности во однос на причините за несреќа. Во текот на минатиот ден градоначалникот беше доведен во јавното обвинителство и даде исказ во однос на неговите надлежности, меѓутоа тој исказ сега ќе се проверува согласно неговите овластувања и доказите. Токму на таа околност од страна на јавното обвинителство, односно судот, беше дадена наредба за претрес и се изврши претрес во општината. Сега ќе се анализираат доказите кои се во однос на неговата надлежност и неговите овластувања и да видиме после ќе се утврди неговото својство. Ова значи дека тој може да се најде на листата осомничен? Не само тој, секој кој што постапувал спротивно на прописите и техничките правила за мерките за заштита и со тоа се предизвикало опасност за животот и телото на граѓаните, секако ќе има... Овде алудирате, предпоставам, на вработените во општината кои што требале да вршат контрола, така, инспекцијските служби. На сите оние, затоа што во овие 20-на што се сега определен мерка притвор има различно својство и различни профили на луѓе. Александар, владата изутрината испрати едно кратко соопштение во кое што бара од медиумите и сите граѓани да се воздржат од шпекулации, особено во поглед на бројот на загинати. Оттаму велат дека бројот на загинати во пожарот во Кочани е 59. За жал, млади луѓе кои на трагичен начин ги изгубија своите животи. Но одредени медиуми, повикувајќи се на разноразни непроверени извори, шпекулираат со бројот на починати и дополнително придонесуваат за вознемирување во јавноста. Се што има во интерес на истрагата, владата, Министерството за внатрешни работи и сите други органи транспарентно и навремено преку пресконференции и преку соопштенија известуваат за најновите информации. Никој нема да биде поштеден од одговорност, без разлика колкава и да биде вината на кој било инволвиран во овој случај, соодветно ќе одговара, велат од владата. Инаку во текот на вчерашниот ден се одржа собир на неколку стотина граѓани тука во Кочани, тоа беше во паркот во центарот.
практично тие дојдоа да им оддадат почит на сите загинати во оваа страшна трагедија. Беа испуштени црни балони во воздухот во знак на почит. Тука беше и владиката Иларион, кој што практично и придонесе за цела она атмосфера да биде мирна и да не ги гледаме оние слики кои што ги гледавме во текот на завчерашниот ден. Тој одржа кратка литургија заедно со уште неколкумина свештеници, а потоа и се обрати и во своето обраќање практично се помоли за душите на сите починати, посака сите оние кои што се повредени што е можно поскоро да оздрават. Во продолжение делот неговото обраќање. Има прости на твоите раби, секако греб, волен и неволен, и да се смилува на нив, да се помолиме на Господа. За да го тргне огнот и да ги смири болките. Најмногу да ги утешуваме родителите на починатите и родителите на постраданите, се разбира и сите блиски околу нив, бидејќи во ова време ни треба трпение, ни треба смирение, ни треба покаяние, ни треба љубов, ни треба едни покрај други да се смируваме, да си помагаме, за да можеме сите заедно оваа тежина, оваа несреќа, оваа болка во душите, оваа тага и оваа мака да ја издржиме и да ја понесеме. На сите вас уште еднаш ви посакувам мир Божи, благослов Божи и, како што реков, во четврток да собереме сите заедно сили во овој тажен град, во овој тажен миг, да ги испратиме во вечноста нашите упокоени. Александар, најавите од основното јавно обвинителство се дека во текот на денот ќе бидат преземени повеќе действија, меѓутоа оттаму велат дека во интерес на постапката не можат да бидат споделени со јавноста. Инаку оттаму велат и дека завршен е целиот увид во објектот на импровизираната дискотека, меѓутоа објектот се уште е под силно полициско обезбедување, инаку во теке, односно се работи на записникот од овој увид. Ова се засега сите информации кои што ги имам, а повеќе детали најавувам за во следното информативно издание. Да, Даниел, остануваш на терен, ке ти имам и во пладневните вести, беше тоа Даниел Василев кој што известува денеска од Кочани, а освен во Кочани мирни собири на граѓани се одржаа во повеќе градови низ Македонија. Во Молк голем број на луѓе се собраа на плоштадите и запалија свеќе во спомен на загинатите. Очекувано најмасовен беше протестот во Скопје, кој исто така помина во мирна атмосфера. Еве дел од неа. Жално. Јас сум од Кочани, тоа се случи во мојот град, во близина на мојата куќа. Бев еден од тие што покасно, после час најверојатно после да отидоа со цел да помогнат, иако не знаев дека пожарот за дискотека, дека нешто во индустријска зона. Да се заблагодарам на сите граѓани пред се на градот Кочани што таму во тие моменти на хаос безрезервно се жртвуваа. Познававте ли некој од загинатите или некој што е повреден? Нормално. Сите на некој начин знаеа барем неколку од настраданите луѓе, не само од Кочани, знам и од настраданите од Штип. Каде трагедијата од огромни размери. Бројките сами по себе се страшни, но уште пострашен е фактот колку црни семејства има позади тие бројки. Буквално цел град верувате. Мојот татко живее таму. На дневно ниво имам информации дека не функционира, буквално ништо не работи, ништо таму нема живот. Дека биде една поука, што не треба ваква трагедија веќе да се повтори. Значи, власта без разлика која и да е треба да мисли пред се на безбедноста на луѓето. Тука сме за да одадеме почит на тие луѓе што се починати. И сето ова се случило затоа што не сме действувале ние како народ, туку сме трпеле. Ден на жалост колку има смисла. Сите овие жртви, мислам дека ќе ги кажат на нас да покажеме дека не се заводно изгубени, дека нема да дозволиме да се повтори ова. Искрено сочувство до сите што изгубиле, некој сочувство до
То сите што тажат и што жалат во Македонија. Да протестираме за коруптивниот систем, за децата што загинаа, за све. Универзитетското собрание при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје соопшти дека нема да се организираат големи собири, како што првично беше најавено, активностите за искажување почит кон загинатите во Кочани ќе се организираат на ниво на факултети. Со цел да не се создаваат поголеми гужви во моменти кога медицинската помош и полицијата се најпотребни на други локации, големи собири по кампуси нема да се организираат како што беше првично планирано. Активностите за искажување на почит и сочувство ќе можат да се организираат на ниво на факултети по иницијатива на факултетските студентски собранија, а универзитетското ќе понуди логистичка помош, се наведува во соопштението на Универзитетското собрание при УКИМ. Во храмовите на Македонската православна црква Охридска архиепископија од денеска и во петок по литургијата на претходно осветени дарови ќе биде отслужен парастос за жртвите во трагедијата во Кочани, а потоа и молитва за исцеление на повредените. Во сабота во 9 часот во манастирот Свети Јован Крстител во Капиштец со благослов на господин Стефан ќе се служи за упокоена литургија за покој на душите на сите настрадани во неодамнешната трагедија во Кочани. Агенцијата за цивилно воздухопловство вовела забрана за користење воздухоплови без екипаж, така наречени дронови, за вршење какви било операции на територијата на градовите Кочани и Штип. Министерството за внатрешни работи ја пренесува објавата на агенцијата дека неовластеното и некоординирано оперирање на овие воздухоплови не само што го загрозува воздушниот сообраќај, туку може да предизвика сериозни последици по животот и имотот на трети лица на земја, како и укажувањето дека оперирање со дронови во забранети зони е основ за поведување постапка за санкционирање согласно Законот за воздухопловство. Апелираме до граѓаните во овие денови на неизмерна тага и болка во рамки на загарантираното с устав право на собирање и одржување протест, тие да се одржат во мирна атмосфера, да се почитуваат веќе донесените одлуки од страна на државните институции и да се почитуваат наредбите и насоките од страна на полициските службеници во насока на обезбедување на мирот, безбедноста и сигурноста на сите граѓани во државата, се наведува во соопштението на МВР. Вчера по собирот во Скопје, 2 новинарски екипи биле повикани на разговор во полицијата, бидејќи снимале со дрон без соодветна дозвола, како што препишува законот. По разговорот, тие биле пуштени. Скопјанецот Љупчо Палевски Палчо, првообвинет за грабнувањата и убиствата на 74-годишниот Панче Жежовски од Велес и 14-годишната Вања Ѓорчевска од Скопје на денешното рочиште во Кривичниот суд, ќе го испрашува второ обвинетиот за овие злосторства Велешанецот Велибор Манев. Се очекува дека рочиштето ќе биде тензично со оглед дека Манев на минатото рочиште призна се и директно го посочи Палевски како убиец на двете жртви, додека Палчо за време на целото судење негира дека е вмешан и тврди дека полицијата и обвинителството политички го местат. На последното рочиште Манев раскажа морничави детали за тоа како се случиле убиствата. Претходното рочиште беше закажано за во понеделникот, но одложено поради трагедијата во Кочани. Русија и Украина рано утринава се обвинија меѓусебно за воздушни напади кои предизвикаа пожари и оштетија инфраструктура само неколку дена откако